Почитувани слушатели, добар ден на македонската радио програма Triple Z 92,3 FM мегахерци. Денешен наш соговорник за парламентарните и председателските избори, односно обратно председателските и парламентарни избори е председателот на политичка партија Интегра, Македонска конзервативна партија, професорот Љупчо Ристовски. Господин Ристовски, добар ден и добре дојдовте на Македонската радио програма. Добар ден и добро ве најдов. Поздрав до сите нашици во Австралија. Ви благодариме и ви благодариме што се одваживте да видите наш соговорник. Исто така дури и дотаму дојдовме од кола да одговарате на нашите прашања, односно за македонските работи што велеше Крсте Петков Мисетков. Вие како председател на да? За вас Ицо во секое време. Да, ви благодарам многу. Вие како председател на Интегра имавте, мислам, два обида за парламентарни избори? Еден, да. Ова е втор пат, овој пат правите коалиција која се вика Храбро за Македонија, за промена на Македонија, така? Таа коалиција е направи Храбро за Македонија. Храбро за Македонија. За Македонија. Храбро за Македонија. Ајде да започнеме од тоа, господин Ристовски. Кажете ми, храбро за Македонија, што вклучувате во тие неколку зборови во една реченица? Мислам, една реченица е назва. И сакам да ми одговорите. Само една мала дигресија ќе ми дозволите. Да? Ние се формиравме на 30 март 2019 година и точно имавме една година кога имавме огнено крштевање на парламентарни избори за прв пат. И уште не знаевме кај се наоѓаме тогаш. Отидовме со моќна амбиција, можеби предозиравме со одредени наши визии, идеи, желни да ги пласираме на гласачкото тело на македонската јавност, но тогаш ги научивме лекциите. И мислам дека сега, после еден изборен циклус, пета година е од своето постоење Интегра, веќе сме многу позрели, поискусни и точно знаеме во кој правец треба да одиме и кои генерални цели треба да ги наметнеме и да правиме стратегии и политики како да ги реализираме. Иначе слоганот Храбро за Македонија содржи во себе многу моќна порака. 32 години македонскиот народ во својата татковина Македонија е ставен континуирано во ситуација на обезвреднување. Само сакам да ги замолам слушателите или оние кои не следат на Фејсбукот да можат да постават прашања и да ве прашаме. Слободно. Така. Слободно. Значи 32 години македонскиот народ е понижуван во својата сопствена татковина од скоро сите досегашни владеачки гарнитури. Јас само една кратка лепеза ќе кажам. Првото понижување дојде со процесот на приватизација, кога околу 200.000 македонци остана стечени работници и остана без парче леп. Многу семејства пропаднаа тогаш, многу младини се иселија. Потоа имавме периоди кога ни се случи бегалската криза и конфликтот 2001 година, каде што исто така доживеавме едно понижување, да не речем на преговарачка маса, заради некоординираност на војниот и политичкиот врв во државата и заради икс други причини. Потоа доживеавме еден сериозен период на режимско владење, кога имавме масовно прислушкување и кога се сееше страф и закани, уцени, притисоци, непријателски преземања на бизниси еден период. И потоа следеше едно страшно велепредавство од Социјалдемократскиот сојуз, кога ни се промени уставното име и за домашниот правен поредок и за надвор. И тоа е во суштина 32 години назадување на македонската идеја во татковината Македонија. 32 години екстремизмите во соседството и дома растеа, беа хранети и дојдовме во ситуација кога на вистина силовито
имаме агресија врз државотворноста на македонскиот народ во сопствената татковина. Веројатно крајната цел на сите овие екстремизми е да се симне државотворниот капацитет на македонскиот народ како таков, да едноставно Македонија се остави да биде безимена татковина без стопан, каде што нели ќе го имаме епитетот на сечија и ничија, и во тој случај македонскиот народ не ќе може да рече дека го оствари со вековен сон да живее во своја собствена татковина. Од тука слоганот храбро за Македонија содржи многу моќна порака во себе. Народот ако 32 години е ставан во состојба на страв и заплашуван, значи стравот да го владее, емоцијата страв да го владее, ние сега велиме дека народот треба напротив да се охрабри, да покаже пркос и храбро да настапи за Македонија, затоа што тврдам дека Македонија се наоѓа на крстопат, повторно на историски крстопат. Македонскиот народ повторно е ставен пред носење на историски одлуки за својата татковина и од него зависи кој правец ќе го заземеме. Дали ќе продолжиме на патот на омаловажување, обезвреднување, толчење од страна на разни неолиберални, глобалистички, империалистички центри на моќ, за кој што синоним е Сорос. Земете го Сорос како синоним на нешто што постојано го детериорира или го назадува македонскиот национален стратегиски интерес и моќта на македонскиот народ во татковината Македонија. Затоа се држи овој народ сиромашен 32 години заради нивната настрана перцепција дека Македонија и македонскиот народ треба да бидат сировинска база за нивните високо технолошки преработувачки капацитети и извор на ефтина работна сила. Сега ние настапуваме со овој слоган сакајќи да покажеме пркос на јавна цена. Ние сме во суштина антисоросов производ. Ние сме во суштина антиимпериалисти, антиглобалисти, антинеолиберали. Никој не бил соросоид, немате соросоиди? Во партијата? Да. Во партијата, ако ги гледаме тројцата лидери на партиите, значи Гром граѓанска опција за Македонија и незиниот лидер Стефчо Акимовски, земете го Самка Ибримовски, ЦЕР партијата за целосна емансипација на ромите, јас, Лјупчо Ристовски, како председател на Интегра македонска конзервативна партија, никогаш, одговорно тврдам, не сме зели ниту $1 од Соросовите организации, ниту пак од било која друга меѓународна организација, асоциација, не Конрад Аденауер, не Ири, не знам кој, не. Апсолутно Интегра е автохтон, изворен, чист македонски производ. Бевме напаѓани дека сме биле вакви, дека сме биле такви, многу не напаѓа дека сме биле проамерикански и така натаму, сме имале американско знаме, но еве гледате сега што се случува. Едниот од нашите коалициони партнери... Не, го немате знамето сега од кола сте, нели? Не станува збор за знамето, станува збор за идејата. Внимавајте, сега едниот од коалиционите партнери го стават на црна листа, откако ние веќе му дадовме јавна подршка за кандидатурата за председател. И јас лично, како Лјупчо Ристовски, нели како проамерикански, прозападен и Интегра македонска конзервативна партија. Но што се случи? Потоа излегува на црна листа и многумина очекува дека ние ќе бидеме заплашени и исплашени, дека ќе не притиснат, дека мора да го сведеме интересот на калето на американската политика, но ние храбро и одважно, кога јас велам во сите дебати на национални телевизии, вашето да биде да, вашето не да биде не, се помеѓу ѓаволка и троштина. Ако јас велам на сите дебати дека мојот збор и зборот на Интегра вреди како планина и тежи како планина, ние обстоивме на нашиот пат. И покрај црната листа, вчера или завчера, во средата, подпишаме коалицијски договор за настап на председателските и парламентарните избори заедно со Гром Стефчо Акиновски, тој што е на црната листа на Америка. Со тоа пратиме моќна порака не само на Америка, него и на македонската јавност. Нема потреба ние да се плашиме од влијанието на калето, на тие разни глобалистички неолиберални центри на моќ, на тие Соросови центри на моќ. Ние дури јавно кажавме, ако се сеќавате дека и во Конгресот во Америка се водеше сериозна дебата, нели имаше сослушување, дека огромни, сериозни износи од даночните обврзници
кои што на Америка, кои што беа наменети за подршка на демократијата во Македонија преку американската амбасада, беа Да. слевани на сметките на Сорос во Македонија, а оттаму преку цела мрежа на невладини организации беа употребени за воздух. Затоа судството и обвинителството се 3% доверба во Македонија. Само да ве прашам, Затоа малку да ве ДЈО им прекинам. пропадна. Така. Да. Да ве прашам, бидејќи имаме и прашања од нашите кои не следат на Ако? Facebook и на YouTube. Сакам уште еднаш да повторите, вие потпишавте со Гром пред да Стефче Јакимовски да биде ставен на црната листа? Не откако беше ставен на црната листа. Значи, откако беше ставен на црната листа, вие Ние му дадовме подршка. Да. Не ве слушам. Не ве слушам. Да. Избори. Јавно му дадовме подршка. Недела или 10 дена после тоа, или 2 недели, не знам колку, американската администрација ја извади црната листа со Стефчо Јакимовски. Една недела после вадењето на црната листа, во средата ние потпишуваме коалициски договор за настап на парламентарните и председателските избори. Значи, тоа е редоследот на нештата. Ајде да одиме понатаму со некои од прашањата од нашите слушатели и нашите кои не следат, бараат од вас промена, дали ќе има промена или раскинување на овај преспанскиот договор, спогодбата преспанска, па Пиранската платформа и бугарскиот договор. Веројатно можеме да почнеме со Тиранската платформа, беше прва таа која влезе во општеството на Република Македонија и денес читам Харедини вели дека Европската коалиција на Алија Ахмети е муслиманска коалиција. А тој ја владее Македонија последните 22 години. И ние имаме од двете политички партии 49 со 51 или 52 со и Али Ахмети со 11-12 пратеници, раководи убаво, нормално, раскошно. Што би вие направиле? Значи, вака, ние знамињата исто така, еве уште да додадам, јазикот, знамињата ако тргнеме од Тетово, Гостивар, Кичево, Дебар, Струга, па да го носите тој внукот што позади во колата ваша од Америка дојден, тој ќе помисли дека се наоѓа на територија на Албанија, не на во Република Македонија. Ицо, решението е многу едноставно, но е во рацете на македонскиот гласач. Внимавајте, тасот на влијанието во моментот е на страната на ДУИ. Значи, Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМНЕ, сега да ми простите малку е непријатен изразот, но му се седнати во скутот на Али Ахмети веќе 22 години. За да дојдат на власт, ВМРО ДПМНЕ потпишал мајски договор да коалицира со партијата која што има најмногу, или коалиција која има најмногу гласови во албанскиот политички блок. Социјалдемократскиот сојуз во континуитет го говори тоа дека нивниот партнер е мнозинскиот дел од албанското гласашко тело, односно коалицијата или партијата која го има тоа гласашко тело. Од тука двете партии му ја дават силата на ДУИ, и Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМНЕ. Јас велам дека тие се двете крилја на орелот кои го летаат високо. И сега, кој е единственото излазно решение? Тасот од ДУИ да го пренесеме на третиот, на новиот патриотски блок во Македонија, чии што зачеток е сегашнава коалиција Заедно за Македонија, околу која јас очекувам период пред нас да гравитираат сите останати патриотски сили. Оти внимавајте, ВМРО ДПМНЕ се повеќе и повеќе од година во година го губи патриотскиот примат. Тие се уште живеат на стара слава и веројатно добиваат авторитет. Покасно ќе ве прашам за ВМРО ДПМНЕ, сега ве прашам, но сакам за ДУИ и знамињата. Да, сега. Ако македонскиот гласач ни даде значителна доверба на овие избори, ако успееме ние да формираме пратеничка група, ако успееме да бидеме тасот на вагата и влијанието за формирање на новата влада, тогаш веќе работите ќе се менуваат. Знаете, сите тие балансери, притисок ќе имаме силно врз Бадентеровиот модел, затоа што тој дефинитивно унапредувајќи ко правото на албанската етничка заедница го уназадува правото на
македонскиот народ и автоматски детериорира, затоа што било која национална патриотска одлука собранието не може да ја донесе без да имате мнозинство од гласовите на етничките заедници. Од тука ние ќе ги гаѓаме во темел и тие балансери, затоа што веќе процентот на учество на албанската етничка заедница во државната администрација далеко е надминат во одредени министерства и државни органи и институции. Од тука балансерот станува безпредметен. Сакам КП да ги програмата на кажувате и влада бројките, станува безпредметна. Господине Ристовски, сакам да ги кажувате и бројките, бидејќи дел од нашите кои не следат и нашите слушатели не го знаат балансерот и не знаат за дека зборувате за оние 20%. Па еве, ако сакате Да. во Министерството за внатрешни работи и во Министерството за одбрана, веќе имате 10.000 албанци кои што се под оружје. Се знаете колкава е македонската која кажува таа полиција бројка? и Која колкава е администрацијата. Која констатираше таа бројка? Па отворете Државен завод за статистика, отворете ги извештаите на Министерството за одбрана и внатрешни, иако се крие таа бројка од јавноста. Значи Министерството за финансии точно знае колку плата дава и колку се под договор на дело. И ќе видите дека имаме таму сериозен дисбаланс во односот. Имате многу државни институции кои што имате и директор и заменик директор албанци. Па земете го Манав, последниот случај. Манав е целосно поклопен од ДУИ. Манав. Агенција за навигација. Да, за навигација на аеродромов. Воздушна пловидба. Да. Значи, има многу институции. Јас не велам дека албанската етничка заедница не треба да биде застапена во државната администрација, но внимавајте, тие бескрупулозно го пробиваат оној престоен балон на фантум на администрација што е потребна на државата. Ние се ближиме до бројката од скоро 200.000 државна администрација заедно со сите што се договорци на дело. Значи, ние жестоко ќе ги удриме сите критични точки кои што произлегува од Охридскиот рамковен договор и со тоа ќе му ја детериорираме силата во смисла на ништење на силата на македонскиот национален стратегиски интерес во Македонија. Ние точно знаеме кои се тие критични точки и точно знаеме каде да делуваме. Не само можете да кажете за јавноста? Па еве, едниот е балансерот, К5 програмата. Вториот ќе биде Бадентер. Третиот ние немаме опашка за мајски договор, ние немаме обврска да подпишуваме коалиции со било која албанска политичка партија која што стои на екстремистички позиции. Ако процениме дека има екстремизми во нивните платформи и така натаму, ние апсолутно имаме на располагање две македонски партии за коалицирање за 61, па ако сакате, ако е малку мудар македонскиот народ, може да направиме се македонско национално единство и да имаме во наши раце 80. А кој ве пречи? Кој ве пречи? Зошто еве многу луѓе се лутат и прашуваат и овде, зошто не ја окрупните опозицијата сите заедно, па да имате 75? Затоа што во моментот сите мерки и инструменти за тој историски процес ги има ВМРО ДПМН во рака. Но тие ниту сакаат, ниту знаат како да направат македонско национално единство. Не можете вие да ве поканат, ако го замените. Дали ќе одите да ве поканат? Дали ќе коалицирате? Сослушайте ме, Ицо. Значи, не можете вие, ако вместо македонски народ употребите народот на Македонија, не можете да барате доверба на здрави патриотски субјекти и сили. Јас не се сложувам мојот народ македонски да се нарекува народот на Македонија. Точка. Во Македонија македонскиот народ Ицо е државотворен народ. И тоа секој треба да го знае. Ние во Втората светска војна дадовме 100.000 борци. Без разлика што учествувале и од албанската етничка заедница и од останатите малцински етнички групи. Јас говорам со терминологија на политички науки затоа што сум професор по политички науки. Не сме ние како македонски народ етничка заедница. Сега ние историчарите кандидати на листите, внимава Исо, им потпишуваме изјава за припадност на заедница. Од каде македонскиот народ етничка заедница во Македонија? Не. Македонскиот народ е македонски народ. А албанската етничка заедница. Малцинство. Останатите се малцински етнички групи. И тоа е терминологијата, ако сакате, на клучниот речник за политички науки Колумбија,
Значи во сите политички науки се учи ова на Харвард, на Оксфорд, на Колумбија, на Кембридж. На цел свет се учи оваа терминологија. Во Обединетите нации е апсолвирана оваа технологија. Прашајте Венецијанската комисија, ќе ви ја каже оваа терминологија. Прашајте го Брисел, ќе ви ја каже оваа терминологија. Па како се помина тоа, како сето тоа се имплементира и се претвори се во уставот? Заради глупоста на Социјалдемократскиот сојуз и заради глупоста на ВМРО ДПМН. И многу добро знаат што говори Љупчо Ристовски. Многу добро ја познаваат оваа политичка терминологија. Но имаат лукративни интереси по секоја цена да бидат на власт. Видовме зошто во изминатиот период. Едни заради криминогеност, едни заради желба за моќ и автократија, за мегаломанија и така натаму. Други заради, не знам, можеби заради моќни финансиски средства. Не знам. Значи, кога зборуваме за Охридскиот ранковен договор, за тирански платформи, за, не знам, приштински платформи и така натаму, ние како коалиција, заедно за Македонија, значи, рековме сме промакедонска коалиција. Не сме ни про ваква, ни про таква. Ние сме про македонска. Каде што македонскиот народ е носител на државотворноста и на политичкиот суверенитет и субјективитет на оваа територија, која ние ја нарекуваме Македонија и така и ќе остане. Значи, многу чисто, јасно, експлицитно, гласно кажуваме македонски народ, не народот на Македонија. Не може Македонија да биде на сите луѓе. Не може ВМРО ДПМН да вади слоган Македонија на сите луѓе. Не. Македонија простете. Ако британскиот премиер, кој што во 4 мандати беше премиер, многу добро знаете за кого говорам. Да. Уште пред 150 години велеше Македонија на македонците. Албанците и сите останати мора да сватат дека оваа Македонија е Македонија на македонците, на македонскиот народ, не помалку, со споделен политички суверенитет и на албанската етничка заедница, на останатите малцински етнички групи. Но и твори нова парче света македонска земја. Че сите мора да сватат, сите екстремизми дома, во соседството, дека во Македонија живее македонски народ. Го признавале или не го признавале, нивни проблеме. Добро. Ние мора да ја додржиме по секоја цена државотворноста на македонскиот народ. Во вакво партнерство, ние сме спремни да влеземе со сите македонски национални осознаени сили од политичкиот блок на македонскиот народ. Ако ВМРО ДПМН стои на истиве позиции, јас го говорам тоа уште од интервјуто во ТВ Стар Штип пред отприлика 2-2,5 месеци. Јас ги повикав. Ајде сега да направиме историско национално обединување. Тој лидер, кој што ќе го направи тој модел, тој ќе биде лидер од историски формат, луѓе. Не можете вие да направите национално обединување и коалицијско форматирање ако речете елајте сите под капата на ВМРО ДПМН. За жал, таа капа е народот на Македонија, Македонија на сите луѓе. Јас во таа капа не влегувам како сателит во орбитата на ВМРО ДПМН. Или ќе влеземе партнерски, без преемство во лидерство, и ќе држиме за македонскиот национален стратегиски интерес, или нема потреба да влегуваме, зашто внимавајте, темнината нема ништо со светлината. Ние како автохтон, изворен македонски производ, понудивме партнерство. Внимавајте што направи архиепископот Стефан во врска со родовата идеологија. Огромен митинг пред соборниот храм. Сите се собравме, сите дадовме поддршка. Тој ги рашири рацете и повика: браќа и сестри, православни браќа и сестри од Македонската православна црква. И повика: браќа и сестри македонци од католичката црква. Браќа и сестри македонци од евангелско-протестантските цркви. Елајте сите да застанеме на браникот на татковината. Тоа е лидерство. Тоа е лидерство. Ама ги заборавил македонците муслимани. Не, и тие беа присутни. И исламската верска заедница беше присутна. Ако тој не го кажал тоа, значи не му вреди ништо. Не се заборавени. Внимавајте, фокусирате се на лидерскиот капацитет. Значи, вака се прави лидерство. Да ги рашириш рацете, да ги земеш сите. Но на сите, внимавај, на сите да им ја цениш додадената вредност. Не може елајте под капата на ВМРО. Добро, ни врви времето, сакам да поставиме неколку прашања.
Нема Еве, проблем. да, вие рековте направивте коалиција за храбро за Македонија. Меѓутоа од другата страна наидувате свесни сте дека и двете овие коалиции, албанските коалиции во Македонија имаат еден став и јавно го кажуваат дека бараат промена на уставот на Македонија, влез на бугарите во преамбулата, да се избришат 20%, она што зборувавте претходно, и албанскиот јазик да биде во употреба на територија на цела Македонија, а веројатно тогаш ќе притиснат и за меѓународна употреба. Како вие ќе се спротивставите на това? Вие знаете дека тоа ве чека. Знаете кој е пред вас. Ицо, многу е едноставно. Ако македонскиот народ ни даде довербата на овие избори, ни даде значено влијание да бидеме фактор при формирањето на новата влада. А ако ниту Социјалдемократски сојуз, ниту ВМРО-ДПМН нема доволно пратеници да формираат влада со било која од овие албански политички партии, блокови, коалиции, како сакаш наречи ги, тогаш тасот на влијанието и на вагата се префрла на овој нов трет пат. Ако ние бидеме фактор на одлука за новата влада, тогаш ќе мора да прават компромиси со нас и ВМРО-ДПМН и Социјалдемократски сојуз. Ние рековме, единствениот услов за коалицирање, ако даде Господи да имаме добар резултат на изборите, ќе биде гарантирање дека нема повеќе промена на уставот. Тоа значи нема влегување на бугарите во уставот. Или ќе го решиме македонското прашање во пакет и ќе прифатите и признаете дека македонскиот народ е државотворен народ во Македонија. Дека македонскиот јазик е државотворен јазик во Македонија. Дека македонскиот национален стратегиски интерес е остварен во оваа татковина Македонија. Со сите права Да, меѓутоа на етничка заедница, малцински етнички групи, нас не ни се потребни албанските политички партии. Али Ахмети може да се заканува со немири, може да се заканува со воена разврска, може да се заканува со се, но тоа ќе им биде последно. Еве да запамтат, јас сум им упатил и друг пат порака. Изет Меджити рече дека ќе се борат за федерализација на Македонија. Можат тие да се борат за што сакаат, за какви год сакаат екстремизми. Одлуката е кај македонскиот народ. Ние сме мнозински народ во татковината Македонија. Сакале тие тоа да го прифатат или не, ќе се породат здрави политички субјекти кај албанската етничка заедница. Тие повеќе со екстремизми, со закани, со уцини, со платформи тирански, приштински, повеќе не ќе може да владат ако е тасот кај заедно за Македонија. Храбро за Македонија. А ако е тасот кај новиот трет патриотски блок, кој што покажува пркос, кој што има стаменит однос, кој што знае на калето да му рече не, кога станува збор дека нешто е против македонскиот народ или македонскиот социјален интерес, кој што влева доверба дека ќе се спротивставиме на секој обид на екстремизмите од дома и од надвор, да чепнат во зеницата на македонскиот национален интерес од којната Македонија. Јас ова го говорам 5 години на политичката сцена со Интегра. Го говорев претходно уште неколку години, значи како јавна личност. Ама како каде професор, погрешивте? Каде погрешивте? Не сме погрешиле. Види, да. Ицо, за се треба време, за се треба да се созрее. Довербата народот тешко ја стекнува. Добро, дозволете ми да ве прашам уште едно прашање. Значи треба веројатно време да препознаат, да видат конзистентност на ставови, да видат храброст, да видат одлучност и да видат сврст национален став, одлука, интерес. Сакам да ве прашам за окрупнување на коалицијата. Тука имате и левица како фактор, а исто така сега се истакнува и знам за наша Македонија со Максим Димитриевски. Сте разговарале ли за коалиција со нив? Не. Искрено да ви кажам, ние подадовме рака и лево и десно, како? И кај едниот и кај другиот. Ако не сте разговарале, како сте подале рака? Па преку SMS пораки и преку телефонски повик. Да. На кој што не одговориле на пораките и не одговориле на телефонскиот повик или немале време за средба, зашто биле презафатени.
и затоа што јавно кажували едниот и другиот дека ќе одат сами на избори, не ги интересира никако национално единство. Па Ни не е едниот ни дека другиот. не ги интересира национално единство. Не. Дека Не прашете ги. Јас сакам да ве замолам, повикајте ги на интервју. И Да, имав интервју со Максим Димитриевски. Димитриевски, имав, да. Може да зборува што сака Максим. Имав Јас лично два пати со се чув со Билјана него. Ванковска. Имав интервју со Стефче Јакимовски. Значи, јас со сите се трудам да имам интервјуа и да изложите она што е најдоброто, кремот, шлагот, да го прифати македонскиот народ. Ние, Мојата како цел е лично, таја. Ицо, Да. Јас би разбирам вашата цел. Ние во неколку наврати направивме обиди и со едниот и со другиот, јас лично направив. Не наидовме на отворена врата и нормално е да го тераме нашиот пат. Веројатно си имале нивни аргументи, причини, може би сака да се пробаат сами, легитимно е тоа ицо. Не можеме да им замериме. Јас им замерам на нивната Соросова позадина. Максим Димитриевски беше најгласниот говорник за просеверна Македонија. Тој беше промотор на Северна Македонија. Ама сега тој беше жесток учесник во шарена револуција. Значи тој беше жесток учесник во целото велепредавство со името Македонија. Сега бил против бугарите во устав. Тоа е друга математика. Но од таа позиција на Соросов поданик не можете вие да пледирате сега одеднаш сте патриот. Истото важи и за Пасиев. Тој беше предводник на шарена револуција. Тој беше учесник во СЈО. Тој беше партнер со Социјалдемократскиот сојуз во процесите. Значи соработник на Сорос со години. Ванковска исто така. Значи тоа се Соросови производи. И затоа проаѓаат ни системот. Ништо во Македонија не прошло анти-Сорос, запамтете го ова. Да, ние сме првите и единствени автохтони анти-Сорос, антиимпериалисти. Стефче Јакимовски беше... имаме толку напади. Стефче Јакимовски беше министер на СДСМ, да. Исто така беше во коалицијата со ВМРО ДПМН. Да. И тој носи... Да, но дали некој пат бил Соросов поданик и дали некој пат отстапил од македонскиот интерес? Тоа прашате. Јас зборував со него, мислам, јас нема да ве прашувам сега вас за Стефче Јакимовски, мислам, нема потреба. Јасно е, јасно. Јас ве прашувам сега... Јас знам. Да. Јас знам со кого станувам партнер во процесот. Јас знам точно. Ние се знаеме со Стефче повеќе од 35 години. Ние сме соработувале. Јас знам за кого станува збор. Јас знам и зошто тој се кандидираше за градоначелник на Карпаш. Зашто сакаше да си го обели образот. А зошто да е на црната листа? Еве има прашање зошто бил на црната листа, украде стану. Во секоја зграда имал стан. Мислам, не е згодно да зборуваме сега за Стефче. Не, вака, кратко. Може ли кратко? Со една реченица да затвориме темата за навек. Јас сум професор по меѓународно право, значи еден од предметите меѓународно право за правата на човекот. Едно од клучните човекови права, тие 30 базични во Универзалната декларација за човекови права е пресумпција на невиност. Никој не е виновен се додека не се докаже во судска постапка по сите вертикали, во сите судски инстанции. Никој не смее да му брсне никому прст во око. Никој не смее да покаже со прст на никого. Никој не смее да квалификува, дисквалификува на лична ваква или онаква основа. Никој не смее да обвинува за криминогеност за ова и за она, додека не се докаже во судска постапка. СЈО имаше шанса, имаше ресурси, имаше сите механизми и инструменти да докаже се што е криминогено. Тоа важи и сега. Нека докажат. Секој ќе си одговара за својата криминогеност. Но додека не се докаже, за него нема ниту една активна судска пресуда. Нема судска одлука, нема ништо. А добро, Сашко Мијалков ја купе неговиот затвор го купе со 11 милиони долари. Евра. Тоа е веќе прашање кое што исто така сериозно прашање за судско-обвинителскиот систем, да. Да, се купуваат затворите кај нас, не се лежи затвор за кај нас се лежи затвор за копливи или па за некоја кебапче или така ако продаваш надвор од пазарите. Тоа се решава на многу елегантен начин. Значи внесувате во системот бенефициран стаж за обвинителите и судиите, пошто се доминантно возрастни, 5 години бенефициран стаж, автоматски го скратувате времето за одење во пензија
Добро, ќе одиме, задолжително си одат во господин пензија една Ристовски, ќе генерација одиме суди понатаму за и обвинители. економијата. Ќе одиме, ќе поставам посебни прашања. Сакам да завршиме со Преспанскиот договор Добро. и Бугарскиот договор, влегување, отворање на уставот. Прашањата и од нашите кои не следат. Како ќе постапите со Преспанскиот договор? Велат дека е депониран Обединетите нации, па е меѓународен, па не се раскинува и така натаму. Кој е вашиот став? Мојот став е јасен. Значи, во моментот имаме несигурност кај македонскиот народ. На сите анкети, намерно, случајно, вистинито или невистинито, не знам, тоа прашање го прикажува дека е од многу низок интерес кај македонскиот гласач. Некаде 10-11 место во сите прашања. На прво место е сиромаштијата, страво за својата екзистенција, значи економските моменти и така натаму. Војна. Па политичките моменти се второстепени, а името е третостепено по важност и по значање за македонскиот народ. Но, ако македонскиот народ ни даде доверба, ние точно знаеме и умееме како да го поништиме за домашниот правен поредок во прва фаза веднаш. Значи, знаеме, имаме точно механизам, точни инструменти, точна постапка, меѓународни правни експерти за нас. Издвоите нешто за јавноста? Па, исто сум го говорил тоа безброј пати. Значи, ќе почнеме со изјавата за ништовност. Значи, буквално се враќа се во пробитна состојба. Правно, терминолошки, ќе ги оставиме овие меѓународни експерти и наши правни умови, доктори на правни науки, да тоа го решат. Но сме разговарале, ние го преземавме моделот на доктор Маријан Попевски, апсолутно веруваме во тој модел, група на професори од Словенија го гарантираат тој модел, јас сум го консултирал со британски професори од Америка, со Израел, значи, апсолутно е возможно. Блеската спогодба, 47-ма Тито Димитров е подпишана, дојде Тодор Живков за 3 години, ја стави во ништовност. И имаме ние во нашиот правен поредок закони за ништовност, за прогласување на ништовност на закони и подзаконски акти. Има начин како тоа да се изведе во системот, но во овој момент, дали е тоа време, дали е сега моментот, тоа ќе си го каже народот на овие избори. И внимавајте, 19-та година се потпише измената на уставот. Влезе Северна во домашен правен поредок. 20-та година имавме избори. Ние одевме со оваа теза дека за 100 дена со изјава за ништовност ќе вратиме се во пробитна состојба и не добивме пратеник. Да. Тазе беше уште. Година дена беше. Беа зовриени страстите, железото беше жешко. Македонскиот народ не го закова. А камоли сега после 4 години, кога 11-то место по важност и значење. Само ние како партија ја држиме тензијата врзано за името за домашниот правен поредок и нели понатака во наредна фаза и за нели меѓународното име на Република Македонија. Тоа е фактичката состојба и тука диаспората или македонците селеници треба да се соочат. Со Бугарија е чиста ситуацијата. Или бугарската влада, официјалниот естаблишмент, јавност ќе прифатат дека во Македонија државотворен е македонскиот народ, кој што е автохтон, изворен, искоски уште од предбиблиски времења. Нема тие што да ни кажуваат од 45-та до денес. Титова, вештачка, Сталинова, ваква, онаква творба. Тоа не е нивна работа. Тоа е мешање во внатрешните работи на Македонија, исто како што Преспанската спогодба е класично мешање во внатрешните работи на Македонија и затоа Советот за безбедност на Обединетите нации, 5 најмоćни држави членки со двете резолуции 817, 845 рекоа дека името се разговара за ерга омнес во рамки на системот на Обединетите нации, значи севкупна употреба во рамки на системот на Обединетите нации, што значи само и исклучиво за меѓународна употреба, но не и за домашниот правен поредок. 6 месеци пред тоа, после посетата на Бујар Османи во Атина, тие излегоа со Илинденска Македонија да го пробие звучниот зид за домашна употреба, да ставиме Илинденска Македонија, еднаш за секојаш да го затвориме тоа, за да по месец дена од Илинденска Македонија стане Северна Македонија. Чи тоа беше играта на Дуи. Дуи изврши промена за домашна употреба. Како го изведува со грците, како овие наши велепредавници од Социјалдемократскиот сојуз го прифатија, тоа само они си знаат. Но за тоа еден ден ќе се одговара. За нас и за мене лично тоа е велепредавство од национален маштрав. За бугарите уставот нема менување, бугарите се должни да прифатат тоа што е норма во меѓународно право, норма во правна наука, норма во правни емпириски практики, немаат право да се мешаат.
кој е државотворен народ во Македонија, кој носи политички суверенитет, и тоа Брисел ќе го свати, а ако има стаменита влада со која не ќе може да си поигрува. Може Ако ли гласат на овие избори за Соросови кандидати за председател, за Соросова влада, ќе имате притискање, ќе имате промена на устав, еве ВМРО веќе ја меле јавноста, го пробива звучниот зид, одложено, неодложено дејство, вакво дејство, онакво дејство, но го спрема народот за сатар. Буквално ќе го променат уставот. Тоа да бидете сигурни, џабе им беа нотарски изјави, џабе им беа колнења во јавност, тие ќе го променат уставот. Ниту ќе има одложена употреба, ниту ќе има нешто. Штом вие сте се согласиле да промените устав, ќе ве смелат лесно да биде тоа веднаш, а не со одложена употреба. И бидете сигурни дека по натамошното инсистирање на екстремизмите на Софија, Грција и албанските дома ќе биде never ending story. Нема да застане. Никој пат Македонија нема да влезе во Европска унија со македонски државотворен народ. Со народ кој што има македонски народ кој што има политички суверенитет. Затоа ВМРО оди со народот на Македонија. Значи, тие не употребуваат македонски народ во нивна терминологија. Ни писмена, видете ги нивните платформи. Немате македонски народ во нивните изборни платформи. И ако ова македонскиот народ не го препознае, да гласа само за партии кои што го користат терминот македонски народ, македонски јазик, македонски национален стратегиски интерес во кој на Македонија, да не дава доверба на друга политичка гарнитура. Запамтете ми ја оваа порака. Сум бил пророк во X политички анализи, во X политички проценки. Не дозволувате после 5 години сите да велат Љупчо Рисовски беше во право кога збореше. Ништо нема да ми значи. Да сум ја во право. Дајте да ја направиме промената сега, денес, веднаш. Ја имате шанса на овие избори. Така, пораката ваша е за гласачите, нели, за македонскиот народ и малцинствата. Кога Да. сме кај уште кај уставот, сакам да ве прашам во преамбулата како вие го толкувате ова сега што се претвора македонскиот народ во заедница, а во преамбулата пишува дел од албанскиот народ, дел од турскиот народ, дел од српскиот народ. Како може да има народи во една суверена и независна држава? Како може да биде, тогаш треба да биде држава како Југославија, што беше од 6-7 народи, словенци, македонци, црногорци, Вели босанци, граѓаните на Македонија, македонскиот народ и делови од тие народи. Во Македонија и во политичка терминологија, во правна терминологија немате на планетава Земја никаде делови од други народи кои што живеат во Република Македонија. Ама нема такво општествено уредување. И второ, нема граѓани на Македонија, македонскиот народ. Или ќе бидете граѓански устав како што ги имаат бугарите и грците, но таму имате изградена нација, нација е политичка категорија, бугарска нација, грчка нација, и денеска албанските деца кога се раѓаат во Грција се грчка националност и добиваат грчки имиња и презимиња, што не се бунат таму. Што не направи Али Ахмети таму 2001 конфликт. Што не направи Али Ахмети екстремизми во Грција. Или да направат турците екстремизми во Бугарија. Не, таму има изградено концепт на нација. Во Македонија никој не ја прифати македонската нација. Како политичка категорија, како концепт. Албанците никој па за себе нема да речат дека ние сме припадници на македонска нација. Зашто? Затоа што постои македонски народ. Затоа што името на државата, суверенитетот на државата е врзан со македонскиот народ. Ние можеме да прифатиме категорија, политичка категорија македонска нација и затоа користиме. Но албанскиот народ, албанската етничка заедница во Македонија, тоа нема да го прифатат. И затоа не си гајте илузии за граѓански устав. Македонија не може и не сме да има граѓански устав, зашто го нема развиено, абсолвирано и применето концептот на македонска нација. За сите. Да, тоа мене ми тука Македонија може да биде и да остане само македонски народ. Ајадин Демири тоа ми го кажа пред да почини едно 7-8 години, рече: Ицо, те следам на телевизија, ти бараш македонска нација, вика, тоа нема да, за тоа нема да успееш. Меѓутоа тоа ќе го оставиме. Ајде одиме понатаму. Да ве прашам за диаспората, мислам дека за џабе Бадиела ќе биде прашањето, паушално ќе биде. Еве, ние се чувствуваме отфрлени од сите, мислам, институции во Република Македонија.
подмукло се даваат од Агенцијата за иселеништво пари на некои соросоиди овде во Австралија, Америка или Канада, да го шират овај вентилаторот или пак да го лепат сонцето од кутлеж, веќе ни се случи тоа учители македонски да го тргаат сонцето од кутлеж од маиците на децата, од учениците. Сакам да се вратиме на социјалниот живот, на социјалата во Република Македонија, правото во Република Македонија. Правото во Република Македонија колку има? 1% доверба од 100% или 2? 3% беше, но паѓа. Да. Паѓа. Судството, судско-обвинителскиот систем е во сериозна криза. Што се случува таму? Па прво немате политичка волја. И едната и другата партија биле предолго на власт и предолго се криминогенизирани. Значи, предолго се влезени во криминали, предлабоко и се снимени, уценети, условувани и така натаму. Најлесно е да владеете уценувани премиери, уценувани политички партии, уценувани лидери на партии и така натаму. Најлесно е уценувани министри и така натаму. Најлесно е со нив веќе владеете државата. Со тоа што ги држите во рака нив, еден поранешен председател велеше... Кој ги држи за во рака? Па еве, тие Соросови центри на моќ, глобалистички центри на моќ, им дозволиле да влезат во грнет, да брснат во грнето со мед, ги снимиле и утре ги условуваат и оценуваат со кривично гонење и така натаму. Значи и тие имаат пипци пуштено секаде. И внимавајте, многу тешко се одржуваат империјални сили во ситуација да некој им се топори и да им го земе нивниот интерес. Земете Франција. Франција го губи влијанието со еден бран немери во афричките земји и тие ја избркаа од таа територија. И Франција многу тешко го доживува тоа. Франција прва ќе влезе во криза затоа што таа ги изгуби империјалните позиции во една серија на афрички држави, немаат влијание повеќе. Како се остварува влијанието? Вака се остварува влијанието. Речеме, Сорос има една мрежа на невладини организации и нормално ги носи на власт одредени гарнитури. И сега внимавајте, имате Соросов председател Стево Пендаровски. Или утре ќе биде Соросов председател, не знам, Гога Сорос, Гордана Силјановска. Таа е Гога Сорос. И сега видите, ние ќе речеме, нели, еве, Стефчо Јакимовски како врховен командант ќе рече Македонија треба да има моќна армија. Место да купиме Леопард тенкови, овие купуваат Бредли транспортни возила. Чи вие не може да имате борбена моќ. Место да купиме Black Hawk борбени хеликоптери, ние купуваме Леонардо транспортни хеликоптери. Зашто? Затоа што Сорос вели не, вие не сме да имате борбена моќ. Зошто? Затоа што потенцијално спремаме, сослушај, реплика на 2001 и вие треба да бидете неспремни, треба да бидете слаби, треба да бидете нејаки и треба да имаме председател, врховен командант кој што е Соросов производ. Ке работи така како што ние ќе му кажеме. Во даденава ситуација, сите кандидати за председател, освен Стефчо Јакимовски, се производ на Сорос. И Гога Сорос, Гордана Силјановска. И Максим Димитриевски. И на левица Билјана Ванковска. И Стево Педаровски. Сите четворица. Албанскиот дел не ни интересира, оставете го албанскиот дел на страна. Тие живеат со нас, тие се најголемиот проблем. Да, но зборуваме сега за македонскиот блок на партии кои што предлагаат кандидати. Сите се Соросов производ. Во Македонија 32 години не е поминат во системот антисоросов кандидат. Било за премиер, било за председател. Запамтете го ова Љупчо Ристовски што го говори. Сега е единствената шанса да дадеме шанса за председател на антисоросов кандидат, кој што знае стаменито, одважно, храбро, да каже на калето, на глобалистички центри на моќ, дотука е вашето. Од тука настапува македонскиот национален стратегиски интерес. Точка. Вие сте должни да постапувате и да се согласите со тој македонски интерес. Поинаку не е можно во Македонија. Дајте шанса на оваа коалиција да бидеме фактор во парламентот и во владата и да видите како ќе се менуваат политиките на калето, на американската, британската и на сите моќни центри надвор од Македонија во однос на Македонија. Јас точно знам што ви говорам. Јас бев и говорев во Сенатот во Америка. Сум бил во британскиот парламент, сум говорел. Сум бил во федералниот парламент во Австралија, вие добро знаете. Сум бил во федералната влада во Австралија, исто така добро знаете.
Јас сум разговарал и во Брисел, имаме бројни европратеници пријатели. Јас точно знам што говорам. Дека тие ќе го почитуваат македонскиот национален стратегиски интерес оној момент кога македонскиот народ ќе даде доверба на партија или коалиција која што знае и уме да си го цени, почитува и чува, брани, востоличува македонскиот национален стратегиски интерес. Затоа подалеку од Соросови кандидати и производи. Држете се до луѓе кои што знаат да речат не и на Вашингтон, и на Брисел, и на разни империалистички Соросови центри на моќ. Ние кога ќе кажеме не, тие ќе се повлечат 2 чекори назад. Па внимавајте, Курти на Косово до сега 4 пати им кажал не на Вашингтон. Што му се случи на Курти? Ништо. Напротив, американците притисокот го пренесуваат кај Вучич. Љупчо Рисовски ја разбира добро меѓународната политика. Јас сум професор и емпириски. И сум бил 15 години државен советник во професионалниот дел на администрацијата. Нема ќоше во владините политики што не го знам. Јас сум дипломирал владини политики. Значи и теоријата, и емпиријата, и праксата, и искуството зад мене говори точно, прецизно. Јас терминолошки немам дисонанца. И каде ја гледате иднината на Македонија? Молам? Каде ја гледате иднината на Македонија? Каде би ја носели вие? Иднината на Македонија, значи, започнува оној момент кога тасот на влијание во општеството и факторот во власта ќе прејде во третиот блок, чиј што замаес коалицијски сме оваа коалиција Храбро за Македонија. Гром, Интегра, СЕР. Запамтете, ако тука дадете доверба, ако тука се прелее тасот на вагата, сите други ќе следат. Запамтете. Да, обраќајте се на народот, патриот... обраќајте се, не мене, мислам, немој пред мене. Јас сум само новинар. Го донесеме. Да би, ако македонскиот патриотски блок успееме да го донесеме, да биде фактор во власта, тогаш и ВМРО ДПМН ќе следи. Запамтете, ако се поголеми, ако се помоќни, посилни и повлезени во системот. Но ќе следат оваа малцинска патриотска група. Тоа ќе биде моќен катализатор. Ќе ги вратиме на македонските национални стратегиски интереси и основи, зашто поинаку не ќе може да бидат на власт. Нас не интересираат криминогени пари. Љупчо Рисовски говори храбро, одлажно против едни и против други, затоа што има чист образ. Нема опашка. Никој не му најде на Љупчо Рисовски во овие 5 години ништо. Ништо не му најде. Ни Соросов долар, ни било каков криминоген долар не му најде на Љупчо Рисовски. Значи, кога јас говорам за вредност, доблест и интегритет, да ми верувате. Кога јас говорам дека вашето да биде да, моето не, вашето не, да ми верувате. Оти ако реков еднаш да за Стечо Акимовски, ни една црна листа не може да ме преврати во не. Значи, мојот збор тежи планина. И верувајте на луѓе чиј што збор тежи. Ако некој ви излажал еднаш, 50% шанси да ви излаже втор пат. 100% шанси е да ви излаже трет пат. ВМРО ДПМН е бил 2 пати на власт. Социјалдемократскиот сојуз бил 2 пати на власт. Сега бараат трет пат мандат. Ке ви излажат и трет пат и едниот и другиот. Запамтете го Љупчо Рисовски. Затоа одважете се. Храбро за Македонија, излезете од тој црно-бел свет. Излезете од тој аквариум на просечност, неуспех, недовршени приказни. Македонија не смее да биде недовршена приказна. Влезете во природната средина, океанот, влезете во океанот на надежта за Македонија и за македонскиот народ. Луѓе, ќе ја вратиме надежта. Ќе го вратиме националниот стратегиски интерес во Македонија. И сите екстремизми ќе се повлечат како глувци, како стаорци ќе избегаат. Послушајте го Љупчо, дали Софија, дали Атина, ќе го превртиме меѓународниот геополитички и геостратегиски интерес за Македонија во наша полза. Јас во Вашингтон им кажав, се додека не застанете цврсто зад македонскиот национален интерес. Имав и научен труд објавено, читете го на Академија, јавно објавен. Macedоnia in a geopolitical clinch. Читајте, таму е пораката пратена и до Вашингтон, и до Брисел, и до Сиднеј, и до Лондон. Нашите гласачи сега по селата да читаат англиски. Ние пренесуваме за нашите. Да, ма затоа сте вие медиумите, затоа е наше да говориме, да охрабруваме и да излезат од црно-белиот свет и да даде шанса на овој нов трет пат, предводен од коалицијата Храбро за Македонија, од Гром, Интегра и ПСЕР. Меѓутоа, затоа ве исправувам јас да се обраќате до гласачкото тело. Овој медиум е за тоа, за да пренесеме ние од вас на гласачкото тело, нели тие што ќе ве гласаат вас. Повторно ќе ве прашам, бидејќи не го добив одговор, каде целите,
каде би одела Република Македонија, веќе вие го започнав тоа прашање што за многу од нашите слушатели и од нашите Нема друг веројатно само излез, за момент, веројатно те не го следат тоа дека Франција го губи тлото во јужна, односно во целокупна Африка и веќе се заканува со војна против Русија. Исто така Франција е носител или двигател, прва држава е на Европската Унија. Сега како ќе целите вие кон Европската Унија или за Македонија, како ќе ја носите во Европската Унија кога една држава веќе е на прагот да отвори војна и во Африка и во Европа? Каде ќе ја носите? Каде ќе ја носите Македонија? Македонија прво мора да изграде собствен капацитет и екзистенцијален, и капацитет за државност, и капацитет за просперитет на нацијата и државата. Значи, ние мора да најдеме собствена национална стратегија која што ќе почне да движи економијата и која што ќе почне да создава додадена вредност во Македонија. Затоа, ние на овие избори одиме со справување со растешката сиромаштија и со силен фокус на микро, мали и средни бизниси, но и на крупниот капитал со разни иновативни стратегии, политики, мерки, инструменти на политиките, ќе го разиграме системот и ќе ја зголемиме додадената вредност за Македонија. Значи Македонија мора да развие собствен капацитет. Ние не можеме да зависиме од други. Значи Македонија мора да биде безбедна и сигурна внатре дома, зашто внатрешен судир. НАТО нема да ве штити при внатрешен домашен судир при реплика на 2001. Затоа ние мора да развиеме моќна македонска армија, мора да направиме моќен безбедносен систем, за тоа никој не говори. Понатаму, ние мора да го вратиме достоинството на нацијата. Оти ако нацијата е скршена, без достоинство, со нарушено достоинство, нема сила во неа да се бори за татковината. Затоа ние мора да вратиме силата кај секоја индивидуа, кај сите македонци, и дома и надвор. Да влееме надеж дека има во Македонија автохтона изворна политичка сила која што се бори, знае и уме како. Но треба да ја дадете доверба. Слушајте не што зборуваме, гледајте што правиме и дали сме доверба. Така е. И ќе промениме Македонија. Не зависиме, значи, од геополитичките и геостратегиските интереси. Тие ќе мора да се акомодираат согласно македонскиот национален интерес во Македонија. Не можат да го рушат и да прават, не знам, спреги со екстремизми во Македонија, со соседство од дома. Не. Тоа не е добар модел. Јас сум го кажал ова во Вашингтон, во Брисел, секаде. И така и ќе биде. Но ни треба здрава влада. Ни треба власт која што ќе говори гордо македонски народ, а не народот на Македонија. Ќе ни треба власт која што ќе вика Македонија на македонците, а не Македонија на сите луѓе. Значи, треба чиста, јасна слика. Власт која што нема да коленичи пред кралето и пред разни империалистички Соросови центри на моќ. Власт која што ќе знае да им рече не. Ќе се усогласите со македонскиот национален интерес или ќе си молчите. Ова јавно го говорам. Јас имам аура на проамериканските, прозападните. НАТО најмногу бев напаѓан на изборите. А НАТО? Најмногу бев напаѓан заради американското влијание. Да. Но јас гордо велам. Јас сум пред се македонец и промакедонски патриот, политичар. И сум им рекол и во калето сум зборел, во амбасадата американска, вие мора да се усогласите со македонскиот национален стратегиски интерес. Кој некој не ќе може. И што ви велат? Ќе отидете во живот као во Ендек. Што ви велат тие? Тие знаете, молчат и примаат. Нема да ви речат да или не, сигурно. Но наше да говориме. Да, ги знаеме, ние овде живееме со нив, знаеме како тие политички работат, како сунѓери се, нели? И ја пијат, си работат. Има решение за нив, има решение. Ините лични интереси ги гледаат. И на крајот, уште еднаш пак ти запрашал јас околу можноста за окрупнување на таа на овие политички партии. Најверојатно тука може и да се види, јас не знам СДСМ со кој ќе СДС со кој ќе коалицира. Меѓутоа ВМРО ДПМН
веројатно има шанси и вие имате шанси, има време да направите постизборни коалиции. Можни се тие опции? За сите Можни зборувам, се, скупно зборувам. можни се ИСО. Можни се ИСО, но на здрави основи. Значи, не можете вие да ги поставите на болни основи, мора да се на здрави основи. Значи, ние сме против промена на уставот со цел да ги внесеме бугарите во уставот, не заради бугарите во уставот, туку заради нивните екстремизми, да не прават вештачка творба од 44-45 наваму, да не ни признават наша автохтона изворна македонска историја, да го третираат македонскиот јазик како, не знам, дијалект на западен дијалект на бугарскиот јазик, да ни ја ништат културата и така натаму. Не. Оној момент кога ќе прифатат јавно, јасно, декларативно и на хартија дека овде постои македонски народ кој што има државотворност на територија која носи име Македонија, дека има своја автохтона изворна историја, дека говорат автохтон изворен македонски јазик кој е различен од бугарскиот, има своја автохтона македонска култура, имаме милиони страници печатена литература на македонски јазик. Значи, ние сме длабоко влезени на секаде. И они тоа треба да го прифатат како факт, да наведнат глава и да речат амин. Тогаш сме ние пријатели. Тогаш нема проблем ни за устав, ни за било што друго. Но прво мора да се исполнат они основни примордиални услови, да те почитуваат како народ, како јазик, како нација, како култура, како историја. Нели те почитуваат? Нема потреба. Кој влегува во друштво каде што не е почитува? Не. Си ја врти глава да си оди, си бара ново друштво. Не те И за сака. ова Брисел треба да размисли сериозно. Или ќе не почитуваат како партнери, свој на своето во својата татковина, или нека си го барат и они чарето за регионов. Ние ќе се држиме до нашето. Да, Не, повторете. македонскиот народ. И ќе видите на дело што значи вашето да, вашето не. Добро, јас сметам дека ги исцрпивме сите прашања. Ако мислите за Македонија, мислам, треба да се припоите на ВМРО ДПМН со цел Треба партнерски мој да респект влеземе во процесот да се чуваме татковината. со цел ве слушам Партнерски. од гледачите кои не гледаат на Facebook, вели ако мислите за Македонија треба да се припоите на ВМРО ДПМН со цел Не. мој респект. Треба да влеземе партнерски кажавте, во процесите, кажете им да. не, вие кажавте дека се понудивте, нели дека баравте коалиција. Да. Партнерски. Партнерски секој има додадена вредност. Така. Каже Не е додадена вредност сателит во нечија орбита. Океј. Добро. Благодарам Исо за Благодарам поканата и многу, разговор. се најдобро и нормално како и с другите, вие си го кажавте вашето за вашата политичка партија и за коалицијата која ја направавте Гром, партијата за целосна еманципација на ромите и Интегра македонска конзервативна партија. Ви благодарам многу, господине Ристовски. Благодарам Исо, Божи благослов до сите. За многу години.